Почитувани гледачи, се враќаме назад во отворено студио 1 на термин резервиран за колегата Дејан Андоновиќ и неговата анализа на најактуелните и последни случувања на вестите од светот. Андоновиќ, добре дојде во студиото на 1 ТВ. Венецуела и понатака е актуелна тема, додека светот се врти буквално околу Венецуела. Николас Мадуро танцува салса. Да, таа информација денеска излезе во сите медиуми, особено овие анти-Мадуро настроени, значи прозападните медиуми, кои сакаат да го прикажат Мадуро дека ете, како викаат кај нас село гори баба се чешла, односно луѓето гладуваат, на Венецуела и се заканува глад и војна, а тој е игра таа нивна традиционална латиноамерикански танц салса. Во обид, нели, на некој начин знаеме дека модерните војни, една од специјалните војни се секако и тие медиумски, така да Мадуро денеска излезе и им покажа на своите приврзаници дека Венецуела ќе остане до крај на венецуелците, дека Венецуела нема да им дозволи на, како што рече, империалистичките сили да го уриваат актуелниот легален режим и да инсталираат своји марионетски власти кои утре би распродавале нели имотот на Венецуела, алудирајќи на големите резерви на нафта. И повика за сабота, по кој знае кој пат, на огромни протести на неговите приврзаници низ сите градови во Венецуела, особено во престолнината Каракас, каде што сака да им покаже со нивното нели масовност, како што самиот вели, на светот, да му покаже дека тој ја ужива поддршката на неговиот народ и дека е само уште една од многуте жртви во светот на, како што самиот рече, американските империалисти. Од друга страна, се уште Венецуела се соочува со немири внатре, има протести организирани од вториот самопрогласен председател Хуан Гуидо, кои се обидуваат да издействуваат Мадуро да се повлече од функцијата. Таа информација и вчера беше, ја рековно и денеска ќе ја подсетам, дека Гуидо ги повика западните, односно светските економски авторитети пред се Ситибанк да не го дадат оној ветен кредит за Венецуела. Ќе подсетам, во 2015 година, како резултат на големите санкции кои ги имаше Венецуела од светот, Мадуро го заложи венецуелското злато во банките во Лондон, пред се во Ситибанк. Значи, каква е процедурата? Тие ќе го чуваат златото, а ќе дадат неповратен кредит на Венецуела, па кога ќе го отплати Венецуела нели кредитот, златото ќе биде вратено. Сега златото е во Лондон, венецуелското злато, а западните земји поради санкциите не ќе да му го дадат тој ветен кредит, особено по повикот на Гуидо вчера, кој ги повика западњаците да не му го дадат тој кредит, бидејќи, како што рече, Мадуро ќе ги злоупотреби парите, ќе го подигне малку стандардот на венецуелците и ќе прикаже дека нели Венецуела сепак може живее добро. Да, живее добро, а и ќе го злоупотреби нели и за армијата и за загушување на тие протести. Затоа велам, Венецуела од ден на ден или од час во час се повеќе и повеќе е на работ на социјална, но и на граѓанска војна. Сега за сега се изјавени оние најави дека е можна американска војна интервенција, бидејќи американците и покрај декларативната заложба на латиноамериканските држави да го урнат Мадуро, за сега најголемите геостратешки партнери во Латинска Америка, а тоа се Бразил и Колумбија, за сега барем до овој час, не се подготвени да ја дадат својата територија за евентуален воен напад врз Венецуела. Исто така и излезе уште една интересна информација во однос на тоа дека големите сили ја засилуваат битката за превласт на Антарктикот. Да, битката за превласт на Антарктикот. Антарктикот е доста геостратешко место. Едно од работите каде што е новиот конфликт е заложбата на Москва изминатите години, особено последната е нагласено да воспостави поголема контрола врз Арктикот, врз Северниот пол, на што американците се противат. Зошто е Арктикот важен? Важен е бидејќи е геостратешки битен околу трговските и поморските рути, за полесно да се транспортираат стоки, услуги, но и воените бродови да можат полесно да ја поминуваат таа рута, особено по глобалното затоплување, каде што некои санти од лед се нели попречени на старите рути, па сега новите рути мора да се прават. Тука руската армија го зголеми своето воено присуство,
Дури најавите на Москва се дека има специјални единици и воени бази кои се подготвени да очуваат Арктикот. Од друга страна, американците не се согласуваат со тие планови на Москва. Американците велат дека Арктикот е на сите во светот, не е само на русите, и ги предупреди русите, но и кинезите да се тргнат подалеку од освојување на Арктикот, бидејќи во спротивно може да дојде до некој воен судир. Русите, особено Владимир Путин, пред 6 месеци едно од министерствата кои му беа за северниот регион ги нарече Министерство за северен регион и Арктик, само укажувајќи му на светот дека русите имаат сериозни намери таму да имаат превласт, да ги контролираат тие поморски рути, кои и трговски ќе бидат исплатливи, но и воено во секој момент која ги држи тие воени и трговски рути, може од Европа да стигне во Азија и на далечниот исток многу побрзо него по другите рути. Зато велам, тие се многу стратешки. Денеска дополнително во овие тензии се случи мал инцидент над Балтикот, кога американски транспортен воен авион влезе во забранетата зона на летање, кој беше пресретнат на некој начин од руските борбени ловци Сухој, и ми се чини дека зборед на извештаите, веројатно имаме и видео околу тоа, може да го видат гледачите, дојде до блиски средба помеѓу двата воени авиони, но после известно време американскиот воен авион се тргна од рутата и се повлече, па така и русите се повлекува во своите воздушен простор. Што само укажува дека тек допрва во овој дел од светот ќе почне тие покажување на мускулите кој со што располага и со живците чие трпение ќе биде поголемо. Во секој случај кога две војски, особено такви какви што се американската и руската, ќе се доближат една до друга, никогаш не се знае дали некој може погрешка да урне авион, да пукне или да истрела ракета или да дојде до некаков инцидент. Се вжештува атмосферата околу Кашмир. Денешните информации говорат дека 18 лица загинаа во престрелки, секако се работи и за пакистанци и за индици. Да, имаше и таа информација, има престрелки на границите веќе неколку дена помеѓу двете армии, но Денеска има најмногу жртви. Да, има жртви, но таму се случи и експлозија на бомба која беше подставена од страна на пакистанските милитанти, па тие информации не можеме со сигурност да ги потврдиме дали се работи на престрелки помеѓу двете армии или можеби е поставена бомба, па тука е направен терористички напад. Во секој случај изминативе денови се разжестува тој судир. Јас ќе повторам, Индија и Пакистан се на работ на четвртата меѓусебна војна, до сега водеа 3. Во сите 3 војни помеѓу двете држави од 1948 година до денеска немаше победник, се борат околу превласта на стратешкиот Кашмир. Сега за сега, освен бројот на жртви, ништо друго нема напредок. Она што се случи изминативе денови се престрелките, обидна индиска подморница да влезе во пакистански територијални води, која беше спречена и вратена назад. Не дојде до инцидент, иако за малку ќе дојдеше до престрелка под вода. Но Пакистан очигледно од денеска се обидува сепак да ги намали тензиите со тоа што пакистанските власти презедоа контрола над 182 религиозни училишта низ Пакистан, каде што според нивни проценки се обучуваат и верски учат тие исламски милитанти кои се според Пакистан задоени, нели, да ги мразат сите религии, да ја величат само нивната и да на некој начин вршат терористички самоубиствени напади, така да тој гест денеска според анализите е можеби почеток на некое смирување на тие такви тензии, бидејќи една од главните забелешки на Индија е дека Пакистан го спонзорира и го обучува тероризмот, муслиманскиот тероризам, кој пак прави, нели, терористички напади низ индиските градови. Еве ќе се навратиме повторно на големите сили, односно на Русија, а тоа е дека Ердоган ќе набавува ракетни системи токму од оваа земја. Да, Ердоган подолго време ги има затоплено односите, нели, со Москва, иако е НАТО членка, Турција е земја членка на НАТО, па оттаму и обврзана целото оружје и воена опрема да го набавува од НАТО државите, но Ердоган како да не сака да соработува со НАТО, иако е нивна членка, најавуваше подолго време дека ќе го земе тој софистициран противракетен систем С-400, еден од најдобрите во светот, барем според експертите. Ние не сме са стручни, не знаеме, но се вели дека тој С-400, па има и С-500, двата се најнови модели, технолошки најдобри
и се од руско производство. Ердоган најави дека ќе ги набави и денеска повтори дека и С-400, а можеби С-500 ќе ги набави турската армија, на што негодуваа НАТО земјите, бидејќи нели он зема руско оружје, а е членка на НАТО. Ердоган денеска во неговиот стил одговори дека Турција не е роб на никого, посебно не на Соединетите Американски држави, и дека е суверена држава и дека со своите пари ќе набави она што нејзе и треба. Од една страна Русија тука ќе биде у голема добивка, ако се земе во предвид дека ќе направи добра воена сделка, од друга страна ова ќе биде на некој начин шамар за Соединетите Американски држави и за НАТО земјите, бидејќи чим нивна членка купува оружје од земја ривал, значи дека нивното оружје не чини. Ден, ти благодариме за анализата на вестите од светот. Се надевам дека на граѓаните им стана појасни доста работи. Да се надеваме. Тука е време ние да го затвориме овој блок на Отворено студио 1. Секако со мене и со Елена се гледате повторно во 17 часот, но останете на програмата на 1 ТВ, следуваат вестите со колешката Елена Джугманова.